берат, ти си сега европски првак, така, европски првак, злато, ти си од Македонија. Какво е чувството да си биде европски првак? Еден млад спортист од Македонија. Нормално дека е привилегија кога доаѓаш во државата со златен медал, значи нормално има честитки и значи многу добро се чувствувам кога веќе и другите се радуваат со моите успеси. Да, како твоите го прифатија тоа кога ти прв пат почна карате да тренираш? Значи тоа е еден спорт кој што е опасен на некој начин сега. Па не беше нешто лошо, јас си почнав од мал и си почнав редовно и како хоби беше првин, па после почнав нешто по професионално, али тоа беше со времето и веќе ние се навикнавме на карате и веќе и фамилијата го прифаќа како нормално. Какви привилегии сега имаш? Кога си пошел, знам дека ти си и бронзен медал во светско првенство. Кои се привилегиите кои што се носат од таков спортски подвиг? Па ако почнуваме од факултет, од друштво, од друштво на странство од другари, значи имам другари од цел свет, имам другари од Јапонија, од Америка или од Турција, што веќе јас се знам и фамилиарно со нив, си живееме, јас си идам кај нив, оние си дојдат кај нас, ова ја мислам дека е една привилегија за еден млад човек, значи 20 години. Така, кога сме сега кај привилегијата, како работиш ти? Значи, колку луѓе стојат позади тебе и како државата, на кој начин државата ти помага? Да, значи со мене работат еден голем тим. Значи тука спомнам и да користам прилика да го заблагодарам мојот тренер Алин Хусеини. Значи ја на ова последното европско сум имат работено еден голем тим со селекторот за кадети јуниори што се спремавме пред ова европско, со Жарко Арсовски, па после и психологот Ленче Алексовска и докторот и сите други, значи ме поддржаа по секоја борба, можем да кажам слободно, за да не ми падне мотивот и да бидам, значи, концентриран до сите пет борби до финалето. Така, а федерацијата на кој начин те поддржи? Федерацијата ме поддржи нормално на моите успеси, има критерии таму како се финансираат спортистите, али ја веќе сум со години се привилегиран од федерацијата и веќе ми плати сека и данес. Така, а кога сме кај оние спортски оскари кои што се доделуваат на успешни спортисти, каде е берат ја купи таму, на тие ранг листи? Значи, од 2009 до 2013 сум бил секоја година номиниран за најдобар млад спортист и 2 пати сум успеал да го добијам тоа, значи тоа беше првата 2009 кога станав европски првак за кадети и после втората беше ова година што помине, значи 2013 добиев исто како млад спортист, добивник на спортски оскар за најдобар млад спортист. А во најголемата онаа категорија спортист на Македонија? Не, до сега не сум конкурирал таму, али се надевам дека сега веќе почнувам ја во сениорска конкуренција да влегувам и се надевам да успеам таму и да бидам најдобар спортист и во Македонија. Тоа треба некој друг да внесе во таа листа, значи не конкурираш сам? Не, конкурира, значи федерацијата ги носи имињата кои имат успеено, значи по категории, например во сениори. Ако имам медал, значи одма автоматски тоа јас се конкурирам за најдобар спортист во Македонија. Сега вака, значи видовме дека успех има кошаркари, видовме дека успех има и рекометарите. Тие беа пречекани на некој триумфален начин, значи во Скопје за нив имаше паради. Тоа е сосема нормално. Како ти го прифаќаш тоа? Дали на некој начин те поразува тоа, што во Македонија можеби народот треба Берат Јакупи да го запознае многу подобро? Значи, дали Берат Јакупи треба да биде пречекан еден таков начин, можеби не триумфално со не знам колку илјади луѓе, но да го има сепак, значи народот да го знае малку повеќе.
Па да, мислам дека јас сум направил успеси за оваа држава и до негде, значи сега почна веќе да ме финансира и државата и полека мислам дека ќе дојде некој ден што ќе се пречекам во тој начин, али моментално не сум бил, али ја нема да не знам што да кажувам за тоа, бидејќи јас сум уште млад и се надевам на поголеми резултати и дај Боже некогаш и да ме пречекат и во тој начин. Јас тоа ќе го посакувам. Сега може да разговараме околу тоа. Што е тоа што тебе те мотивира на еден надпревар? Како се мотивираш? Се мотивирам од тоа што стварно имам голема желба за да бидам голем спортист, да бидам пример за младите, да бидам пример за каратистите од цел свет и нормално за да го сфаќат и да го знаат и Македонија како држава и за да има почит нашата држава за да има почит во другите земји. Да, за сега има карате. Па моментално има, да. Може да ја распоредам порано, например, кога карате бил некој каратист во екосистемот, одма некоја држава јака го има прескокнато, прво коло нема нешто сериозно да биде, али сепак сега кога гледат Македонија нешто подруго е и одма го сваќат од првата борба посериозно. Да, каде е сега берат ја купина она листа на каратисти? Да, на светска ранг листа сум прв. Значи тоа се бодуваат резултатите од европско, јуниорско, европско и светско првенство и некои турнири и балканско првенство и тие сум ги освоил сите и сега сум веќе најдобар прв на ранг листа кај јуниорите во категоријата плюс 78 килограми. Да, таму претпоставувам има земји каратисти од земји од цел свет. Да, вторе Египет, трете Русија, Азербејџан и така натаму. Да. Што очекуваш за година? Па ова година го почнував добро со златен медал и сега имам огромни првенства и значи треба сега да се спремам и за државното првенство, што и во Македонија имам голема конкуренција, па после европското првенство за сениори и после на крајот на годината светското првенство за сениори. Тие се моите првенства што треба да очекувам медал. Фала и на вас.